Како најнова информација, градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов поднесе неотповиклива оставка од функцијата по трагичната несреќа во Кочани, во која загинаа 59 лица. Бара од надлежните институции да ја испитаат одговорноста на сите инволвирани, додавајќи дека целосно им стои на располагање. Во Кочани е и планиран и протест во живо. Во вестите го вклучуваме колегата Лука Андреев. Лука, откако да кажеме, повеќе од 48 часа градоначалникот Љупчо Папазов го немаше никаде да се појави, конечно се огласи тоа преку социјалните мрежи да каже дека поднесува неотповиклива оставка. Така, еден само за почеток да информирам дека во моментов се наоѓаме на плоштадот во Кочани, каде за околу 1 час е закажан протест. Него ќе го проследиме за да видиме кои ќе бидат барањата на жителите на Кочани, кои ќе протестираат тука во центарот на градот. Во моментов има големи редици, жителите на градот се запишуваат во книгата на жалост, палат свеќи, положуваат цвеќе во чест на загинатите блиски, пријатели и роднини. Инаку, како што кажа, кочанскиот градоначалник Љупчо Папазов, скоро 48 часа ќе поминат, конечно имаме став и од негова страна, не можевме никако да го добиеме како медиуми, иако повеќе пати се обидувавме. Тој преку Facebook истакна дека подава неотповиклива оставка од функцијата градоначалник на Кочани. Тој напиша на социјалните мрежи дека шокот и скршеноста што ги чувствувам ќе траат целиот мој живот. Оваа трагедија ги остави Кочани и Македонија во црнина, а празнината што остани е непреболена. Тој додава: нема зборови што може да ја опишат мојата болка, но во овие моменти мора да покажеме доблест, да манифестираме целосна одговорност и да покажеме разлика во начинот на постапување. Со нашето однесување мора да дадеме пример дека се спротивставуваме на системот кој не функционира. Доколку постои било каков основ за одговорност кај мене, го повикувам обвинителството да го испита тоа и да постапи согласно законите. Ова го напише Љупчо Папазов на социјалните мрежи, откако го немаше скоро 2 дена, откако се случила на страутна трагедија со пожарот во дискотеката Пулс, во која загинаа најмалку 59 лица. Тоа е последната официјална бројка. Инаку, пред да дојдеме тука на плоштадот во Кочани, бевме и во општата болница во Кочани. Таму се уште доаѓаат роднини и пријатели на лица што се повредени и прашуваат за нивната здравствена состојба. Секако имаше и такви семејства кои загубиле свој близок, но тие разбирливо не застанаа пред камерите. Утринава исто така ги посетивме и двете средни училишта во градот. Едната е гимназија, другото е средно техничко училиште. Неофицијално и од двете училишта ни кажаа дека има жртви, како и дека има многу повредени, а дел од нив се и пренесени во соседните земји за да им се пружи здравствена нега. Тоа е за сега се од овде. Ќе имаме повеќе информации за околу 45 минути кога и би започнал протестот тука на плоштадот во Кочани.